Македонија. Во Римската империја била ограбена и распарчена. Големото незадоволство во разбиената и ограбена земја донело неуспешно восстание на населението 148 и 142 година пред новата ера, кога после тоа Македонија станала прва римска провинција на Балканот. Начело бил римскиот наместник, додека уредувањето останало исто. Подоцна се преминало на отворена политика со постојан римски наместник и постојана римска војска. На провинцијата Македонија и припаѓале Тесалија, Епир, делови од Илирија и Тракија. Составот на провинцијата неколку пати се менувал во подоцнешното римско владење. Во 5 и 6 век се јавува Macedonија Прима со главен град Тесалоника и Macedonија Секунда со главен град Стоби. Македонија пак и покрај новото републиканско уредување, губењето на својата државност, политичкиот камшик и поделба, имала и понатаму континуитет во својата историја. Според истражувањата на многу археолози и историчари, македонскиот народ не исчезнал и немало геноциди над него. Македонците продолжиле да живеат во нови услови во рамките на римската држава, задржувајќи го својот етнички идентитет, свест, јазик, вера и обичаите. Според Ливиј и покрај воведувањето на политичка и воена римска управа, по одлуката на Сенатот, македонците како и илирите биле слободни.